Председателката Гордана Силјановска-Давкова, која престојува во официјална посета на Словенија денеска во Љубљана, беше пречекана со највисоки државни и воени почести од словеничката председателка Наташа Пирц-Мусар. Во рамки на посетата предвидена е тет-а-тет средба меѓу двете председателки, пошто ќе следува и пленарен состанок на македонската и словеничката делегација. Силјановска-Давкова ќе се сретни со председателот на државниот збор на Словенија Зоран Стевановиќ. Македонската председателка ќе положи венец пред споменикот на жртвите од сите војни и жртвите поврзани со војните во Љубљана. За време на посетата, председателката ја посети Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Љубљана, каде што оствари средби со представници на македонската диаспора, културни друштва и црковни одбори. Таа се сретна и со македонски иселеници кои работат во областа на науката, културата и медицината. Во крај, председателката го посети Македонското културно друштво, а воедно одржа состанок и со членовите на Македонско-словеничкиот бизнис клуб. Посетата ќе продолжи и утре, кога Силјановска-Давкова ќе одржи предавање на Правниот факултет во Љубљана на тема уставни трансформации на патот кон Европската унија, реформи или уставен инженеринг. Владеачкото мнозинство во собранието не го поддржа предлог законот за измена и дополнување на законот за влада, поднесен од пратеникот Оливер Спасовски и пратеничката група на СДСМ, со кои се предвидуваше членовите на владата да имаат исклучиво македонско државјанство. За предлогот гласа 20 опозицијски пратеници, додека владеачкото мнозинство не даде поддршка за негово усвојување по скратена постапка. По гласањето од СДСМ обвинија дека со одбивањето на законското решение се потврдува дека во редовите на ВМРО-ДПМН има функционери со бугарски пасоши и двојни државјанства. Одбија да го прифатат предлог законот на СДСМ за министрите, вице-премиерите и министрите во владата да не може да имаат двојни државјанства, соопштија од партијата, додавајќи дека дел од функционерите на власта поседуваат бугарски државјанства, додека истовремено ја блокираат евроинтеграцијата и создаваат конфликти со Бугарија. Образложувајќи го законското решение, Спасовски изјави дека иницијативата е поврзана со предлозите за измена на законот за пратеници, според кои пратениците можат да бидат исклучиво државјани на Република Македонија. Треба да имаме едно вакво законско решение со кое практично ќе ограничиме исклучиво и единствено само државјани на Република Македонија да можат да бидат избрани за членови на владата, вели Спасовски. Тој додаде дека дел од граѓаните сметаат оти највисоките државни функции треба да ги извршуваат лица кои имаат само македонско државјанство, особено во услови кога во јавноста веќе се отвораат прашања за странски државјанства кај дел од владините функционери. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во рамки на работната посета на Литванија оствари билатерална средба со министерот за економија и иновации на Литванија Едвинас Грикшас. На средбата во Вилнус двајцата министри разговараа за значењето на дигиталната трансформација како двигател на економскиот раст, зголемувањето на конкурентноста и модернизацијата на јавниот сектор. Посебен акцент беше ставен на литванското искуство во поврзувањето на иновациите, стартап екосистемот, решенијата и јавните политики. Дигиталната трансформација ја гледаме како основа за економски раст, по конкурентни компании и по ефикасни институции, истакна Андоновски, додавајќи дека литванскиот модел представува значајна можност за Македонија во делот на размена на знаење, техничка соработка и реализација на пилот проекти. На состанокот беа разгледани можностите за билатерална соработка во областа на вештачката интелигенција, подготовката на практични решенија за дигитализација на јавниот сектор. Беше предложена и техничка размена меѓу двете министерства со фокус на иновацијска политика и дигитална економија. Министерот Антоновски посочи дека Македонија ја гледа дигиталната трансформација како стратешки процес кој треба да овозможи поефикасни јавни услуги, подобро управување со податоците и поголема интероперабилност меѓу институциите. Во рамки на посетата Андоновски оствари средба и со министерот за надворешни работи на Литванија Будрис, при што беше нагласена важноста реформските процеси во Македонија да бидат препознаени во европските и регионалните иницијативи, вклучително и планот за раст и евроинтеграциите. Двете земји веќе соработуваат во рамки на проекти и програма за дигитална Европа. Средбата беше оценета како значаен чекор кон продлабочување на партнерството во областа на дигиталната трансформација.
Финансиската полиција отвори нов случај за наводно даночно затајување, откако до основното јавно обвинителство во Скопје беше поднесена кривична пријава против 2 физички лица и едно правно лице кои се сумничат дека со години оштетувале државната каса преку прикривање приходи и неточно прикажување на финансиското работење. Според информациите од Министерството за финансии, станува збор за лицата МШ и ЖР кои во различни периоди раководеле со фирма упатена во истрагата. Тие заедно со компанијата како правен субјект се товарат за кривично дело поврзано со даночно затајување, при што наводно постапувале со намера да стекнат противправна имотна корист. Од истрагата произлегува дека во 2020 година бил поднесен даночен биланс со кој, како што се наведува, неточни, невистинити податоци. Во следните 2 години, 2021 и 2022, фирмата воопшто не доставила даночни биланси за данок на добивка, иако законски била обврзана да го стори тоа. Финансиските проверки открили дополнителни сомнителни движења на средствата. Од сметките на компанијата биле повлекувани пари и извршувани исплати кои според надлежните не биле поврзани со незината регистрирана дејност и не биле поддржани со соодветна сметководствена документација. Паралелно со тоа, во обид да се прикрие вистинската состојба, не биле доставени ниту завршни сметки за 2022, 2023 и 2024 година до Централниот регистар. Според проценките на финансиската полиција, на овој начин не биле пресметани, пријавени и уплатени даноци во вкупен износ од над 7,4 милиони денари, од кои околу 7,2 милиони се однесуваат на данок на добивка, нешто повеќе од 226.000 денари на данок на личен доход. Со тоа буџетот на државата, како што се наведува, бил директно оштетен за вкупниот износ. Регулаторната комисија за енергетика донесе нова одлука со која малопродажните цени на нафтените деривати се зголемуваат во просек за 1,84% во однос на претходната одлука од 11 мај 2026 година. Со новата одлука, цената на бензинот Евро Супер БС 95 се зголемува за 2 денари по литар, ке се продава за 87 денари, додека бензинот Евро Супер БС 98 поскапува за 2,5 денари, ке чини 89 денари за литар. За 2,5 денари поскапува и дизел горивото Евродизел, чија нова цена ќе изнесува 92 денари за литар. Намалување има кај екстра лесното масло за домаќинство, кое поевтинува за половина денар и од полноќ ќе се продава по цена од 93,5 денари по литар. Регулаторна ја зголеми цената на мазутот за 0,846 денари по килограм. Новата цена ќе изнесува 50,814 денари за килограм. Новите цени стапуваат на сила од 19 мај. Од регулаторна посочуваат дека корекцијата е направена согласно движењата на светските берзански цени на нафтените деривати. 2 лица загинаа, илјадници жители беа евакуирани по земјотресот што го погоди регионот Гуангси во Јужна Кина. Земјотресот бил со магнитуда од 5,2, се случил рано утринава во областа Лиужоу. Според првичните информации, потресот предизвикал уривање на повеќе објекти, оштетување на инфраструктурата и прекини во делот сообраќајот. Локалните власти евакуирале повеќе од 7.000 жители на погоденото подрачје. Во спасувачките операции биле ангажирани итни служби, механизација, тимови со кучиња, трагачи, а потрагата по преживеани продолжила во текот на денот. Покрај двајцата загинати, пријавени се и повредени лица. Според извештаите, дел од патиштата биле блокирани поради одрони. Железничкиот сообраќај во и околу Лиужоу бил привремено нарушен. Јужна Кина не е меѓу најактивните сеизмички зони во земјата, бидејќи најсилните земјотреси најчесто се регистрираат во западните планински региони и во подрачјата близу Тајван. Сепак и умерени потреси можат да предизвикаат значителна штета, особено во населени места со постари или послабо зајакнати објекти. Кинеските власти продолжуваат со проценка на штетите и проверка на безбедноста на објектите во погодените населби. Пакистан доставил ревидиран ирански предлог до Соединетите Американски држави со цел да се постигне крај на конфликтот на Блискиот Исток, додека мировните разговори и понатаму остануваат без конкретен напредок. Немаме многу време, изјавил изворот, посочувајќи дека двете страни постојано ги именуваат условите во преговорите, што дополнително ги усложнува обидите за постигнување договор. Американскиот претседател Доналд Трамп вчера упати остро предупредување до Иран преку платформата Truth Social, наведувајќи дека нема да остане ништо од Иран доколку Техеран не потпише договор со Вашингтон.
И покрај повеќе од еден месец примирие меѓу завојуваните страни, изгледите за трајно решение на конфликтот кој започна на 28 февруари натаму се неизвестни. Иранските медиуми објавија дека американската страна не понудила никакви конкретни отстапки во одговорот на иранските предлози. Според иранската новинска агенција Мехр, Вашингтон барал строги долгорочни ограничувања на иранската нуклеарна програма и условил целосен прекид на непријателствата со отворење официјални преговори. Во меѓувреме, иранската агенција Фарс објави дека американската страна доставила список со 5 барања, меѓу кои Иран да задржи само еден активен нуклеарен објект и своите залихи од високо збогатен ураниум да ги пренесе во Соединетите Американски држави. Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди и услови за слаб локален дожд во пограничните места. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Минималната температура ќе се движи во интервал од 2 до 11, максималната од 15 до 25 степени. Во Скопје времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен северен ветер. Утринската температура ќе се спушти до 8, а дневната ќе достигне до 24 степени.